Добар ден на сите. Добро дојдовте на презентацијата за синергија и компромиси помеѓу целите за одржлив развој и климатските акции за облажување, кои што се предвидени во заселениот национален придонес за климатски промени во македонски услови, дел од истиот проект кој Министерството за животна средина и просторно планирање го подготвува со финансиска поддршка од UNDP. Во рамките на иницијативата Climate Promise, јас сум Јасмина Опислевиќ, Associate Engineer на CBIT проектот на UNDP. Пред да продолжиме со техничкиот дел, со официјалниот дел, само да најавиме дека микрофоните на сите учесници ќе бидат исклучени додека трае презентацијата, доколку сакате да пријавите проблем или сакате да се приклучите кон дискусијата што се одвива, а особено во овој случај кога сме и помалку учесници, слободно можете да го уклучите или да најавите во чатбоксот па да ви го уклучиме микрофонот. Raise hand овој пат ја немаме опцијата. Меѓутоа, како што реков, можете тоа да го направите само со пријавување во чатбоксот или да се уклучите да побарате збор. Денешни презентери се доктор Наташа Марковска, главен технички советник на ИЦР во МАНУ. Таа е научен советник на ИЦР и е професор по енергија и климатски промени и нискојаглероден развој на Факултетот за електротехника и информацијски технологии на 2 магистерски и 1 докторска програма. Има учествувано во бројни меѓународни и национални проекти поврзани со облажување на климатски промени, одржлив развој, обновливи извори на енергија и така натаму. Веќе мислам дека и се знаеме сите што сме тука. Владимир Ѓоргиевски е стручен соработник и докторант при ФЕИТ. Тој прв пат презентира во рамките на овие наши средби. Владимир исто така е демонстратор на Факултетот за електротехника и информацијски технологии при Кирил и Методи и се бави со дистрибуирано производство на енергија од обновливи извори и декарбонизација на енергетскиот сектор. За да не должиме многу, се знаеме меѓу себе, можеме да преминеме директно на техничкиот дел. Од тука ќе повикам Наташа Марковска да пристапи кон споделување на нејзиниот екран и да започне со презентацијата. Ви благодарам. Да. Го замолам Владимир да ја сподели презентацијата. Да, значи овде сме по една веќе утврдена методологија изработена од Светскиот Ресурс Институт ВРИ и Институтот за клима или климатски промени, се вика СКАН методологија, која што по препорака гледам од UNDP е дел од нивната програма за климатско ветување, од која што на некој начин им препорачуваат на земите да ја применат таа методологија за да ги идентификуваат синергиите и компромисите помеѓу целите за одржлив развој и она што сега како свој национален придонес ќе го достават кон договорот од Париз во втората интерација, кога се очекува од сите земји да дадат зајакнати амбиции, да покажат повисоко ниво на амбиција и кога, поради тоа што веќе е јасно дека агендата 2030 и агендата зацртана со Парискиот договор за декарбонизација на општествата се меѓусебно взаемно поврзани, испреплетени, едната е во функција на друга или пак треба да се решаваат некои компромисни прашања помеѓу секторите и затоа на оваа тема синергии со одржливиот развој и климатската акција, како и компромиси, особено се дава значење и од земите се бара не само значи да ги утврдат своите засилени мерки за смалување на емисии на стакленички гасови, туку и да видат како тие мерки ќе се одразат на агендата 2030, колку позитивно, или пак колку негативно ќе треба, можеби ќе се утврдат некои негативни аспекти,
па да се види како тие да се решат, за да со зголемена амбиција за декарбонизација на некој начин не влијаеме негативно кон некоја цел од одржливиот развој. И во таа насока беше и оваа вежба, така ќе ја наречам и во македонскиот случај, значи да она што ќе биде цел на нашата, значи ние како држава и во рамките на третиот национален извештај и сега последно со националниот план за енергија и клима изработивме на вистина еден робусен и план за справување за намалување на емисии на стакленички гасови, кој што содржи 63 мерки и кој што сега како, значи, појдовна точка ни е тоа, ќе влезе и ќе биде дел од зајакнатата национален придонес на Македонија кон Парискиот договор. И сега оваа задача понатаму беше да тој засилен македонски придонес, значи артикулиран низ 63 мерки за убlažување на климатските промени, го вкрстиме со целите за одржлив развој, агендата 2030, и со помош на таа скан методологија, утврдиме кои се синергиите и кои се компромисите ново македонски услови. Тоа е, значи, втората точка цел. Сега ние понатаму, имајќи ги сознанијата што се работат на светско ниво во рамките на меѓувладиниот панел за климатски промени, во последниот извештај за 1,5 степен загревање, има уште, се оди понатаму во идентификување, не само да се идентификуваат синергиите и компромисите, туку и да се најде начин како истите да се квантифицираат, за да понатаму можат на полесен начин се утврдат приоритетни акции за зајакнување на утврдените синергии или пак за ублажување на оние компромиси кои што треба да се направат помеѓу двете агенти. И затоа ние тука се обидовме да востановиме, да одиме чекор понатаму од оваа скан методологија и да формираме една така наречена, самите ја нарековме кускан методологија и да видиме, пробавме, значи, да видиме како сето тоа ќе го примениме на македонскиот зајакнат национален придонес и целите и да видиме, имаме некои резултати, сега целта е да го покажеме целиот процес чекор по чекор, да ги продискутираме, да ги видиме резултатите со вас и понатаму да видиме дали сето тоа има смисла, како е после тоа. Значи, планирано уште од почеток, кога целата оваа задача беше осмислена, дека да речеме учеството на стейкхолдерите во целиот овој процес е многу значајно, но се покажа дека и до ниво на примена на скан методологија, сепак тоа е многу комплексно, бара доста експертско мислење, експертска проценка, така да вклучувањето на чинителите нема да оди баш така лесно, но понатаму на крајот, откако ќе го поминеме целиот процес сега низ презентацијата, може би заеднички да дискутираме каде и во кој чекор ќе биде добро да стейкхолдерите, нивното мислење се вклучи и се вгради, или и како сето тоа, да речеме, да го организираме, за да на крајот добиеме многу индикативни и добри резултати, кои што ќе можат сите да ги интерпретираат и да ги користат во носењето на политиките во своите сектори. Толку од мене како вовед. Сакам да нагласам дека ова повеќе го гледам како работна средба, на која што секој од вас ќе може да дава придонеси дури и во текот на презентациите,
На почеток замислено беше да целот овој процес јас ги имав овие некои концепти во глава и го спроведам јас, но со самиот почеток сваќав дека имам потреба во целиот процес да се консултирам, особено за она кај што треба експертска проценка. Во таа насока ми помогна доста Владимир посебно за енергетските сектори, кои што ние сега успеавме да ги довршиме до сега. Има уште неколку, ќе видите на крај, кои што треба да се довршат. И особено понатаму со манипулацијата и презентацијата на резултатите, да сето тоа биде прикажано на начин кој што ќе ни ги искомуницира резултатите на начин да можеме лесно да разбереме и лесно да го толкуваме, а ако тоа го имаме така, ќе можеме и лесно да го вградиме во приоритетите на нашите политики. Пак и на крај, и во сите овие процеси, значи, се бара вклучување на сите стейкхолдери, но особено е значено вклучувањето на младите, па јас затоа сега тука ќе се запрам, ќе му дадам збор на Владимир да представи се што имаме направено и како имаме направено, и понатаму ќе продолжиме со заедничка дискусија околу тоа како вие сето го гледате ова и каде гледате можности за ваше вклучување. Толку од мене, Владимир, продолжи. Добар ден на сите, ви благодарам за зборот и срдечен поздрав од моја страна. Јас ќе се потрудам колку што можам најјасно да го презентирам она што го сработивме. Од каде ова започна? Започна од 63 мерки од засилени национални придонеси, кои што се расплинуваат на различни сектори, а кои што категоризирани по цели се 26 кои што се фокусирани на декарбонизација, 25 мерки национални или политики кои што се фокусираат на енергетска ефикасност, 8 за внатрешен пазар на електрична енергија и 4 мерки кои што се фокусираат на истражување и конкурентност. Сега, од овие 63 мерки на национално ниво, она што требаше да се постигне, нивни врски, односно да се идентификуваат нивните синергии и компромиси со секоја од целите за одржлив развој. За таа цел се користеше оваа скан алатка, односно скан методологија, која што ги категоризира сите потенцијални мерки во 8 сектори, тоа е еден генерален сектор, за кој што ќе дискутираме малку повеќе подоцна, мерки кои што спаѓаат во сектор за електрична енергија и топлинска енергија, и исто така транспорт, згради, сектор индустрија, отпад, земјоделство и шумарство. А од друга страна, има 15 цели за одржлив развој, и тука веднаш се воочува дека недостасуваат 13-тата и 17-тата. 13-тата затоа што секоја од овие мерки е директно поврзана, а 17-тата поради релевантност. И оваа алатка веднаш се воочуваат на средина 982 линка, односно врски, помеѓу мерките од една страна и целите за одржлив развој од друга страна. Во алатката се систематизирани сите мерки кои што се идентификувани во релевантната литература на глобално ниво, а во кои што таа рамка е доволно генерална, можат да се сместат сите национални мерки. Тоа е идејата. Сега, како во суштина функционира оваа алатка? Ако, например, се фокусираме на еден сектор, нека биде тоа примерот за секторот на згради, и може да се кликне точно на тој сектор од левата страна, се менува приказот и се гледаат само врските од секторот за згради со секоја од целите за одржлив развој. Може да се забележи дека најмногу синергии има со целта за одржлив развој број 11, односно за одржливи градови и заедници. Иако е доста интуитивно, би нагласил дека дебелината на овие врски кои што графички се прикажани од алатката, во суштина покажува на бројот на синергии. Колку повеќе синергии или пак компромиси има, толку подебели се овие врски кои што постојат.
Ако направиме еден чекор понатаму и ја разгледаме директно, ги разгледаме сите врски, односно синергии и компромиси помеѓу секторот за згради и SDG 11, се добива овој приказ, каде што се гледа дека од една страна го имаме секторот за згради, од друга страна десно имаме целта за одржлив развој број 11 и три категории на мерки. Во првата категорија спаѓаат мерки кои што се за промена на активности, changing activity. Втората категорија на мерки се мерки кои што подразбираат зголемување на енергетската ефикасност во зградите, а третата категорија се мерки кои што спаѓаат во овој сектор згради, но кои што се фокусираат на намалување на интензитетот на емисиите. Сега, ова што се гледа на сликата, каде што пишува 8 синергии и 1 компромис, тоа се 8 синергии и 1 компромис кои што се идентификувани само помеѓу згради, односно мерки во секторот згради за енергетска ефикасност и SDG 11. Ваква идентификација на синергии и мерки од една страна квантитативно, а од друга страна квалитативно, кои се тие синергии поточно и за што станува збор. Например, овде е прикажана чисто за илустрација, односно компромисот помеѓу зголемувањето на енергетската ефикасност и SDG 11, целта 11.1, која што вика дека до 2030 година треба да се обезбедат соодветни, сигурни и економски исплатливи, тоест приушливо домување и основни услуги. Односно, со други зборови сака да каже дека има потенцијален компромис за тоа што зголемувањето на енергетската ефикасност може да ја покачи цената на домувањето, а тоа негативно да влијае врз оваа цел, односно врз овој таргет од SDG 11. Ова е формата на релациите, кои што може квалитативно и описно да се воочат. Вакви синергии има за секој од 8 сектори и за секој од 15 цели за одржлив развој, или како што претходно беше кажано, околу 982 синергии и компромиси се идентификувани. Тоа е една генерална рамка во која што може да се сместат сите. Не секоја од овие компромиси или синергии, кои што ги има во алатката, се соодветни или апликативни на национално ниво. Тука е клучниот предизвик кој што треба да се направи. Што беше всушност направено во таа насока? Како прв чекор беа земени оние национални мерки 63 кои што беа претходно кажани, распределени по различни сектори и различни цели, и секоја од нив беше транслирана, односно пренесена во соодветна скан мерка. Ако ги замислиме секоја од овие скан мерки тука, како поединечна кошница, задачата беше да се определи која од националните засилени придонеси спаѓаат во која кошница. На тој начин, засилените национални придонеси се врамува во скан рамката, односно во скан алатката, и потоа беше лесно, користејќи скан алатката, да се идентификуваат и врските на тие мерки со целите за одржлив развој. Тоа беше вториот чекор. Значи, откако секоја од мерките беше пренесена, односно транслирана, преведена во скан мерка, користејќи скан алатката беа идентификувани мерките. Видиме што подразбираше овој првиот чекор, односно пренесувањето на националните засилени придонеси во скан мерки. Тоа значеше дека секоја од мерките треба да се разгледа во која категорија спаѓа, која е целта, како вид на мерка или политика е, и врз основа на синхронизација на номенклатурата и класификација на мерките, требаше да се одреди што каде припаѓа. Тоа е она што претходно накратко го опишував со ставање на мерките како во различни кошнички, каде што кошничките се мерките на скан. Илустративно ете тоа како изгледа за
секторот за електрична енергија и топлинска енергија. Овие тука мерки кои што се под правоаголничето со зелена боја, каде што пишува SCAN methodology, се сите мерки кои што се наведени во SCAN методологијата. Вака дефинирани се разбира дека во ниеден документ нема да постојат, но ќе може од националните засилени придонеси да се најдат оние мерки кои што припаѓаат или се поврзани со SCAN методологијата. Последниот чекор е транслирање, односно преведување на националните засилени придонеси во SCAN методологијата. Тоа возможува да се идентификуваат, тоа е исто важен чекор, кои од овие SCAN мерки се релевантни на национално ниво, а кои мерки не се релевантни на национално ниво. Или со други зборови, низ примерот за секторот за електрична и топлинска енергија, се забележува дека откако се изврши пренесувањето на националните мерки во SCAN методологијата, лесно се идентификуваат веќе оние мерки кои што се релевантни на национално ниво, во ситуацијава означени со зелена боја, и оние мерки кои што не се релевантни на национално ниво. Станува збор за комплексен проблем кој што вака чекор по чекор систематски може да се намали комплексноста затоа што се следи една едноставна процедура. Сега, земајќи ги само релевантните мерки, се сместуваат од една страна релевантните мерки на SCAN методологијата, односно на SCAN алатката, а од друга страна се сместуваат сите засилени национални придонеси. Потоа се користат SCAN мерките и од тие SCAN мерки се бараат со помош на SCAN алатката секоја од синергиите или компромисите со SDG, односно со целите за одржлив развој. Ова е илустративен пример на секторот за електрична и топлинска енергија, но ова се случува за секоја од 63 мерки и останатите 8 сектори, како што се земјоделство, шумарство, отпад, индустрија, згради, транспорт и генералниот сектор. Вториот чекор е идентификација на синергиите и компромисите. Тоа се прави со помош на SCAN алатката, каде што се бара секоја мерка, сега веќе во однос на терминологијата која што се користи во оваа алатка. И за секоја алатка може да се направи филтрирање на категоријата, тоа е овој филтер тука, видот на мерка, односно видот на мерка или политика, а да се види со која цел и со кој таргет од таа цел секоја мерка има врска. На тој начин може да се пребројат, и тоа е процедурата за идентификација, да се пребројат синергиите, односно оние врски кои што придонесуваат за засилување, но имаат позитивен придонес кон некоја цел за одржлив развој, или пак оние врски кои што имаат негативен условно придонес или се во некаков конфликт со некоја од целите за одржлив развој или поединечни таргети во таа цел. Ова е илустративно како се прави за секоја мерка поединечно. Бројот на врски е навистина голем. Но откако ќе се идентификуваат, се воочува дека за одредена категорија на мерки или пак за одреден сектор може да има многу голем број на синергии или компромиси, но ефектот од тие синергии и компромиси на национално ниво да не е толку значителен. Например, може да има еден сектор каде што има 10 синергии, а друг сектор каде што има 2 синергии, но познавајќи ги националните околности, тие 2 синергии од вториот сектор да имаат многу поголем импакт од овие 9 синергии во секторот прв, кој што го анализирав. Затоа е важно да се премине преку идентификацијата на синергиите и компромисите, да се оди чекор понатаму кон квантифицирање на синергиите и компромисите. Тоа се прави така што им се задава тежински фактор на секој од синергиите и компромисите, тоа се прави со expert judgment. И потоа, откако тоа ќе се направи за секоја мерка и за секоја врска со таргет
од поединечна цел за одржлив развој. Со помош на алгебарски операции се одредува генерална оцена со која што се квантифицира синергијата или компромисот. Потоа овие резултати треба графички да се прикажат. Сега ова веројатно вака наративно не е целосно јасно и низ еден пример би било добро да го илустрираме. Но она што треба да произлезе од целата процедура, она што не водеше во овој процес, е овој пример тука, прикажан кој што е извлечен од извештајот Global Warming of 1.5 degrees Celsius, a Summary for a Policy Report. Тоа е еден документ од IPCC кој што е сумарен брифинг за носители на политики од 2019 година, каде што се покажува графички доста јасно интензитетот и бројот на синергиите и компромисите за секоја од овие три категории кои што тука се кажани, а тука се дефинирани како снабдување, односно производство на енергија, потрошувачка на енергија и земјиште. Наместо овие три категории, ние се задржавме на 8 категории дефинирани од Сканмерката, но исто така сите 17 цели за одржлив развој. На тој начин, ние врз основа на идентификуваните синергии и компромиси се потрудивме да изработиме методологија преку која што ќе може да се бодуваат и потоа тоа да се евалуира во некаква оцена која што ќе прикаже колку некој сектор има синергии, колку се тие на број и колку од тие синергии се слаби, колку се средно, со среден интензитет и колку синергии имаат помала важност. И истото и за компромисите. Значи и бројот, но и интензитетот. И тоа е доста важно и дава една многу јасна представа која што може да се користи понатаму од носителите на политики. И тоа беше целта. Значи, уште еднаш овој преглед треба да се стигне од кои се мерките на национално ниво, преку идентификуваните синергии, врските од лево кон десно, до еден ваков график каде што ќе бидат квантифицирани сега веќе овие синергии и компромиси. И прашањето е како ова се прави. И навистина станува збор за комплексно прашање, затоа што од една страна треба да се идентификуваат синергиите и компромисите, треба да се определи релевантноста на национално ниво, но на крајот и уште треба да се определи и каков е импактот на секоја од овие мерки и потоа сумарно да се прикаже еден агрегиран график. Затоа, ајде да преминеме на чекор 3b, кој што го опишува задавањето на тежински фактори на секоја синергија. Навистина имаше дискусии околу тоа кој е најдобриот начин да се пристапи на овој проблем, затоа што од една страна задавањето на важност на тежински фактори на секоја од мерките подлежи на субјективна оцена, а од друга страна треба да е доволно јасно и доволно симплистички кажано, што ќе може понатаму да биде алатка и методологија во која што ќе се вклучат различни носители на политики. Например, користење на многу сложени методологии доаѓа као под компромис на тоа дека се селектира помала група која што можат да учествуваат со сложени методологии. Од друга страна, избор на многу едноставна и проста методологија ја намалува важноста на она што е сработено. И затоа се консултиравме со релевантната литература, и тоа беше литературата од Nature и Sustainable Science, каде што воочивме една навистина едноставна методологија, но доволно релевантна, за да се квантифицираат различни позитивни врски и негативни врски, односно синергии и компромиси, каде што секоја врска се бодува со 1, 2 и 3 доколку е синергија и -1, -2, -3 доколку станува збор за компромис. Колку што во апсолутна вредност се зголемува бројот, толку се зголемува и интензитетот, така 3 е најсилна синергија, а -3 е најсилен компромис, односно најголем компромис се прави во тој случај. Така, секоја од мерките, односно секоја од врските на мерките,
беше бодувана, како што може тука да се забележи, во оваа колона скор, каде што се задаваат оценки од 1, 2, 3, минус 1, минус 2, минус 3. И, например, тука може да се забележи дека кај овие портокалеви квадратчиња има оцена 0. Зошто? Затоа што станува збор за мерка од биоенергија, но вид на мерка кој што вклучува биогорива, кој што не е во директен фокус на националните мерки. И ова се прави за сите буквално врски кои што се идентификувани. Потоа, откако ќе се измине процесот на бодување на секоја врска поединечно, односно задавање на тежински фактори, сумарно се агрегираат овие оцени. Ова е, например, една табела која што се добива од еден сектор. Доколку не се лажам, станува збор за сектор за електрична и топлинска енергија. И може да се забележи дека, например, кај целта за одржлив развој која што се однесува на Health and Well-being, SDG 3, има оцена 12 кај синергии со среден интензитет, односно, тоа се 6 синергии по 2 поени. А има 3 синергии кои што имаат силен интензитет, односно 3 синергии по 3 мерки. И истото се прави за сите мерки, на тој начин се собираат и се врши проценка. Врз основа на овој чекор, кој што го вклучува квантифицирањето, може понатаму да се извлечат графици кои што се релевантни на национално ниво, кои што треба да се јасни и информативни, а да потсеќаат, затоа што се инспирирани од оној график од извештајот на IPCC. Така, например, се добива овој график за секторот за електрична и топлинска енергија. И што во суштина покажува? Од десната страна се прикажани со зелена боја потенцијалните синергии, а од лева страна се покажани потенцијалните компромиси. Двете скали имаат еднакви граници, односно двете се движат до 120. И се забележува, например, со шестата цел за одржлив развој, дека секторот за електрична и топлинска енергија има потенцијални компромиси, ова е секторот кој што се однесува на водните ресурси, затоа што од производството на електрична енергија од термоелектрани може да има термичко и нетермичко загадување на водата, но и оние мерки кои што се однесуваат на производство од хидроелектрани може да влијаат на водните ресурси и на циклусите водни. Од друга страна, мерките придонесуваат, имаат потенцијални синергии со намалување на локалното загадување и загадувањето на почвата и намалувањето на CO2 емисиите, односно емисиите на стакленички гасови. Но затоа што станува збор најчесто кога се интегрираат обновливи извори на енергија, многу често станува збор за извори на енергија кои што имаат помала густина, просторна густина, потребно е поголема површина и има потенцијални случаи каде што тоа може да биде во конфликт со други потреби, или пак кога станува збор за големи или мали хидроелектрични постројки, тогаш може и да се влија и на тековите на реките и на водните ресурси. Најголеми синергии тука се забележуваат во можноста за нови работни места, одржлив економски развој и зголемена економска ефикасност по единица производ, односно подобрена економска интензивност на секторот. Но тоа доаѓа на сметка на намалување на постоечки работни места од веќе застарената инфраструктура, односно од термоелектраните. Потенцијална синергија тука со SDG 9, односно со целта за одржлив развој која што се однесува на инфраструктура, е дека секоја од овие мерки кои што се идентификувани на голем дел од мерките кои што се идентификувани на национално ниво, значат дека
тука ќе има потреби од сериозно вложување во инфраструктура. Друг пример е секторот за транспорт, каде што се забележуваат потенцијални синергии со целта за одржлив развој 3 за health and well-being, поради намалување на локалното загадување. Но потенцијален компромис поради зголемената потреба од рециклирање на батерии од електрични возила. Потенцијална синергија пак се воочува со целта за одржлив развој 12, каде што една од засилените синергии, односно поважните синергии, е тоа дека овие мерки можат да бидат во насока на тоа компаниите да се вклучат во поодржливи активности во својата работа. Се разбира ова што тука двои како најзасилен компромис е потенцијалниот проблем кој што произлегува од интегрирање на електрични возила во енергетски сектор доминиран од фосилни горива, и тоа е таа синергија идентификувана таму. Уште евалуација беше направена и за секторот за згради. Во секторот за згради спаѓаат мерки за подобрување на енергетската ефикасност, на зградите, изградба на нови енергетски ефикасни згради, планирање во насока на централизирани топлински системи, и сите тие придонесуваат за потенцијални синергии за зголемување на комфорот на живење и намалување на енергетската сиромаштија. Но тоа може, како потенцијален компромис, да биде на сметка на намалување на, односно зголемување на цените за домување, а доколку се воведат задолжителни мерки за купување на производи со одредена класификација на енергетска ефикасност, тоа може да ја подигне цената на тие производи. Се разбира, сите овие мерки идентификувани тука придонесуваат во одредена мера за развој на нови работни места и поддршка на претприемништвото. Овие три сектори, сумарно прегледани, даваат еден ваков приказ каде што се воочуваат синергиите од десна страна со зелена боја и потенцијалните компромиси со портокалово-кафеава боја од лева страна. И еден ваков график сметаме дека може да биде доста информативен и дава доста јасен приказ за синергиите и компромисите. Прашањето тука е, за да се добие овој квантифициран преглед, се изминува една доста комплексна постапка, за да се стигне до ова што е тука наречено Q-scan, односно Quantified Scan методологија. Наместо овие, тоа како резултат на крај ќе даде еден ваков график со тоа што наместо овие три сектори прикажани, бидат 8 сектори, од кои што на наше национално ниво како показна вежба беше прикажано за секторот за електрична енергија и топлинска енергија, секторот за транспорт и згради, а во изработка се веќе секторите за индустрија, отпад, земјоделство и шумарство. И уште еден генерален сектор каде што има доста мерки кои што вклучуваат различни регулаторни и ценовни механизми. Она што е интересно тука, она што е важно, за кое што би било добро да се потегне една дискусија, е каде е тука најразумно да биде, која е најразумната улога на клучните чинители. И сега би го предал зборот на Наташа да ја преземе дискусијата, па да продолжиме понатаму. Благодарам, Владимир. Значи, еве сега, ова е работа во тек. Значи, ние до сега сме стигнати до идентификација на трите сектори, останати се уште 5
значајни сектори кои што по обем и по она што сега го имаме како утврдени синергии, не се толку големи, не се толку комплексни како предходните сектори, но во секој случај исто така има значајни синергии и компромиси кои што треба да се адресираат. За овие сектори, да речеме, имавме доста техничко знаење, сектор специфично знаење, затоа што и Владимир и јас доаѓаме од, да речем, од секторот енергетика. Меѓутоа и за генералните исто така мерки, затоа што, како што спомна Владимир, генералните мерки главно вклучуваат некои регулаторни и ценовни и фискални мерки, кои што пак главно се поврзани повторно со секторот енергетика, како што е, например, премиумите, фидин тарифите, има исто така CO2 такса, окей, таа е по-генерална, меѓутоа пак е за секторот енергетика, но ќе ни треба сега да продолжиме, ги остануваат секторите индустрија, земјоделство, отпад и шумарство. И тука, веројатно и веќе забележавте, значи, доста е потребно експертско знаење, прво да ги издвоиме релевантните, затоа што скан методологијата е едно море од идентификувани врски, подразбирам синергии и компромиси, од сите можни митигациони мерки, значи се што може да се замисли како митигациона мерка од една страна и наспроти 169 цели и подцели на агендата 2030. Сега од сето тоа како исповрзано, секоја земја треба да си извлече едно подмножество од тоа, прво од левата страна да ги мапира своите специфични митигациони мерки и после тоа од тие релевантните врски што тие специфични мерки неизини ги имаат утврдено, да види пак кои се тие синергии и компромиси кои што важат во неизини специфични услови. Сега тука тоа е, да речем, повеќе експертска работа и јас се надевам дека ние за овие останатите сектори за кои што ни е работа во тек, ќе вклучиме и експерти да ни помогнат во целиот овој случај. Сега под следниот чекор кој што треба, сега веќе сме ги нашли синергиите, нашле компромисите, точно се, меѓутоа тука по мене многу е важно да имаш пошироко контекстно знаење и тука можеби ни треба не само експертско знаење колку некоја синергија или компромис е значаен во нашата земја, туку тука треба доста знаење од соодветните политики. И затоа мислам дека останатите чинители, не само експертскиот и академскиот сектор, тука можат да имаат многу значаен придонес во утврдувањето, значи на значајноста на тие врски. Се разбира оној последниот чекор на манипулација со резултатите, алгебарски операции и така натаму, представување графици, тоа е техничка експертска работа, која што се разбира нема тука што да ги замараме стейкхолдерите, туку некој со техничко знаење сето тоа ќе може да го убаво прикаже. Сега на крај битно е, значи кога сето ова ние убаво беше покажано графици се и сега кога го правиме толкувањето. Пример во Македонија е така затоа што компромисот, да речеме, односно синергијата помеѓу згради и SDG 8, нели, за decent work и нови работни места е најголема. Неколкукратно поголема во однос на, да речеме, другите утврдени синергии и тоа ни се поклопува со резултатот што го имаме, например, од третиот бур, каде што се спроведе со моделирање колку работни места ќе се генерираат. И секторот на енергетска ефикасност во згради генерира најмногу локални работни места.
и гледаме дека овој резултат, да речеме, е рефлектиран и во нашето толкување и таа синергија која што сме ја увиделе и дека е толку цврста, ќе може да биде на некој начин ни покажува за точноста на резултатите. Исто така, јас од искуство и од целото низ овој процес не би одела сега далеку да ја толкувам секоја можна утврдена синергија или секој можен утврден компромис, затоа што ќе се изгубиме, тоа е шума од информации, кој што на крај пак би било нешто добро, систематизирано, структурирано и добро би било во нашите политики да ги фатиме најбитните, за да тие ги адресираме понатаму. За да не се фатиме за некој детал, да речеме, што не е толку значаен, а ние да трошиме напори и дискусии и не знам, меѓусебни борби во секторските политики, а да кажеме ни побегне некои синергии или компромиси кои што навистина имаат голем интензитет и ќе треба да се решаваат, било засилуваат позитивно, било негативно да се ублажуваат, за да двете агенди Париз и 2030 одат непречено кон напред. Тоа ни е целта. Затоа мислам дека, по мене, може би овие првите два чекори, ама пак тоа ќе ве прашам и вие што мислите понатаму. Не мора јас, значи јас ова го градам само на моето искуство, поминувајќи ни целиот овој процес. Значи мислам дека значајно ќе биде мислењето на стейкхолдерите во толкувањето и во валидацијата на толкувањето на утврдените синергии и компромиси. И тука би требало тоа, може би не мора толку да се оди методолошки, со многу Excel табели и ова да се. Меѓутоа да се изнесат, да се нацртаат графиците по секој сектор и целите за одржлив развој, да се извлечат некои заклучоци експертски и понатаму истите да се дискутираат, односно ревидираат и на крај валидираат во еден поширок состав во кој што ќе бидат вклучени чинители од различни групи. Но пак ќе речам, тоа е можеби моето субјективно мислење. Јас мислев дека тоа ќе биде лесно уште од почеток. Реков веќе да не се повторувам, но еве сега да дадам збор и на сите други кои што сакаат да дадат придонес на дискусијата. Прво, како сето ова го поимите, дали ќе го гледате како корисна вежба, дали некој може да предвиди некое свое вклучување, слободно повелете, ви го предавам зборот. Имаме чат, што е ви благодарам за презентацијата, морам да напуштам и да присуствам на друг состанок. Поздрав. Ова е од Ана Јовановска. Добро. Дали има некој да го скршим разот? Ако нема друг, јас нормално. Добро, Дори. Ти беше и прилично вклучена во целата идеја да подиме понатаму во квантификација, односно подршката што ти ја даде, да речем на некој начин, да гледаме што се прави во светот од IPCC, да пробаме и тука. Беше значајна мотивација. Не знам сега како гледаш, дали повели ќе биде значајно ако коментар околу сето. Да. Благодарам на прекрасната презентација, јасна, разбирлива, тоа е многу битно. Дефинитивно потребна, со тоа што по стоти пат потврдуваме колку е битно научен пристап во креирање на политики. Сега кај го гледам ова? Го гледам како дополнителен чаптер, да речам, во идниот ревидиран NDC. Значи, ние предпоставувам дека ќе ги вградиме веќе идентификуваните мерки од третиот БУР и од
и од интегрираниот план за енергија и клима, со тоа што ќе имаме можеби едно несовпаѓање, нема да биде до тогаш сигурно усвоен интегрираниот план за енергија и клима. И затоа ме интересира како вие предлагате тоа да го направиме. Дали сите оние потенцијални 67 ми се чини мерки што беа во интегрираниот план, поделени по различни сектори, дали секоја од нив да бараме во тоа море, вие како што го нарековте, колку има трейд-офс и поволни страни со Sustainable Development Goals, или ќе одиме со секторски пристап? Значи, како замислувате ова да биде во пракса спроведено како анекс на ревидираниот NDC? Тоа ми е првото прашање што вака малку ми остана нејасно. Како методологија апсолутно во ред, меѓутоа не знам практично како ќе аплицираме за нашиот ревидиран NDC, тоа ми е прашањето. Добро, значи вака ние сега да, добро, тоа е, ние во овој момент значи немаме апсолутно ова се подразбира дека некоја земја има утврдено список на мерки што и влегуваат во NDC, во засилениот NDC, и сега ние понатаму ја спроведуваме целата оваа методологија, прво скан за идентификација и ние сега тоа како наша земја што сакаме, плюс и за квантификација, нели, како корисно. Сега, во услови кога немаме и тој, значи ние колку што јас знам, ама и како што се сега зборува, дека засилениот NDC ќе се базира на националниот план за енергија и клима. И ние затоа направивме пресек на тоа што е сега национален план за енергија и клима, односно мерки кои што се во него тие 63, нели, а претходно во ТБУРот беа 41, но сега е проширено и со такви, да речеме, генерални мерки за кои што емисиите на стакленички гасови, редукциите не треба да се изразат. Сега, но, пак ќе кажем, ова беше, нели, како вежба да го покажеме и сега во овој момент ќе речеме, ние вака рековме, ајде да видиме, да предпоставка ни е дека нашиот засилен NDC се е поистоветен со планот за енергија и клима. Ако и истата вежба, и сега ние ова ќе го спроведеме до крај, чисто да ја примениме методологијата, да покажеме дека дава резултати и да го тоа спроведеме. Меѓутоа, доколку на крај во самиот проект за засилен NDC, на крај сигурно ќе се дојде до едно решение за тоа како тој ќе изгледа. Дали може ќе биде 1 на 1 со планот, но може ќе има некои ревизии. Ние можеме, што ние имаме конечната листа на мерки од NDC, пак да направиме ревизија на сето ова и да го рефлектираме во СКО. Значи, во овој момент беше да го спроведеме за NCP. Ние можевме да речеме, ајде ќе го спроведеме и за мерките од ТБУРот. Чисто методолошки да видиме како. Но, поентата е, и одлично е тоа што барате ваков чептер да биде во ревидираниот NDC, затоа што на вистина ќе одговориме на барањето за синергетско делување помеѓу договорот од Париз и агендата 20 за 2030 и ќе го направиме, ќе го ревидираме така да биде од левата страна, да речам, она што ќе го договориме како како NDC. Сега може од тука да извлечеме некои заклучоци која ќе носиме одлуката за ревидираниот NDC. Може од оваа вежба да изведеме заклучоци, дали да го потврдиме дали може би некои мерки да изфрлиме во NDC. Тоа ќе го оставиме да се реши во рамките на проектот на засилен NDC. Да, тоа ми е поентата. Значи, според мене, ова е одлична алатка за докажување на приоритетни акции. Затоа што ако една акција намалува емисии, може би не чини многу, меѓутоа може да има многу негативен социолошки ефект. Може ова што го рече на крај да произлезат сет
на приоритетна листа всушност преку оваа алатка да се сформира приоритетна листа со тоа што точно ќе се знае која акција на пример има највеќе еколошки, која економски, која социјален бенефит, односно која има најдобар ефект врз вкупниот одржлив развој. И можда е добар тој пристап да се тргне од меркиве од интегрираниот план за сите нив да се помине со скенов и преку квантифицирање всушност да се дојде до приоритетна листа. Да. И со тоа да се произведе всушност ревидираниот NDC. Апсолутно да. Толку можам да кажам. Одлично. Се согласувам и јас сосема, така да ќе ве замолам Наташа и Владимир, значи ако наидете на некоја од мерките која што има значителен негативен да кажем допринос, придонес или ефект, да ги некако издвоите. Јас би имала уште едно техничко прашање. Ова, значи вие кога користите скан алатката, правите некоја верзија за Македонија. Дали таа може да се сними, останува да кажем зачувана на таа алатка за да може да ја видат и други понатаму, или само ако се логираш, не знам како би можеле да го направиме поотворено и визуелно и за останатите понатаму ако сакаат да прават дополнителни истражувања кои ќе се заврши оваа активност кај нас. Владимир, сакаш да одговориш? Да, може. Ајде. Да, тоа е многу добра насока за која што и ние размислувавме и ја имавме таа дискусија како целиот овој процес да се направи поотворен и потранспарентен, затоа што една од клучните работи ќе биде да се отвори целиот процес за да има можност да се вклучат различни чинители и така низ различни мислења да се дојде на крај до една заедничка слика. Од алатката во суштина многу е попрактично да се работи со Excel формата на оваа алатка, од каде што сите врски може да се симнат како Excel табели. Владимир, можеш ли да го покажеш Excel-от и да кажеш кои се предефинирани слайдови, кои се предефинирани сетови, а кои ние ги додадовме за ова индикаторите. Тоа ќе биде. Ајде подели го Excel-от. Дали ова се гледа? Да. Ова е во суштина модифицирана верзија на алатката, тоест на Excel табелите кои што се симнуваат од сканот, од каде што визуелната репрезентација која што ја има онлайн ги влечи сите врски од овде. Од една страна е кажана за која цел за одржлив развој, за кој SDG станува збор, тука, за кој таргет, односно подцел станува збор, мерките кои се и тука има опис, од една страна опис на секоја синергија или компромис и со боја визуелно се представува полесно дали станува збор за синергија или за компромис. Како што може да се види, овие тука идентификувани се само од секторот за електрична и топлинска енергија. Сега, врз основа на ова што го има тука, треба да се нагласи дека оваа табела е модифицирана од основната верзија. Тоа беше оние први чекори кои што ги презентиравме, каде што се идентификуваат релевантните скан мерки, а се исфрлаат нерелевантните скан мерки. Така што, например, во овој Excel файл, ако се изберат митигацијски мерки, нема никаде да се најде нуклеарна енергија, затоа што тоа не спаѓа во националните мерки кои што ние ги зедовме како основа, па ги сфрливме тие. Ако се симне документот сега, ако го симнете од веб страната за скан, таму ќе најдете тука и нуклеарна енергија, и carbon capture and storage и такви мерки, но ние ги сфрламе затоа што не се релевантни кај нас. Овие тука колони ги има во основната алатка. Оваа колона ја додаваме ние со цел да се со цел да се внесат тежинските фактори, а потоа тука се
се исчитуваат и се оценуваат секоја од целите за одржлив развој по различните мерки. Како резултат на Имам крај... прашање. Да? Владимир, дали наидовте на мерка која што ја имаме предложено, ја нема во портфолиото? Од она што досега го имавме тука, се потрудивме на сите мерки да им го најдеме местото онаму каде што е најсоодветно. Со тоа што, например, се случуваше одреден вид на мерки да спаѓаат во одреден вид на национални мерки да спаѓаат во повеќе од една скан мерка. Истовремено да припаѓаат и на едно и на друго место. Например, мерки кои што се однесуваат за одредување на најдобри капацитети за обновливи извори на енергија и во описот на мерката се кажани кои типови на обновливи извори, за кои типови на обновливи извори станува збор. Истовремено се сместуваат и кај ветер, и кај солар, и кај биоенергија. Или пак мерки кои што станува кај мерки за кои што има опис поддршка со помош на фидин тарифи или фидин премиум, влегуваат во категоријата на ценовни механизми во генералните мерки, но истовремено и кај соодветните мерки во секторот. Тоа не е проблем, затоа што уствари доаѓа до фаворизирање на одредена мерка, ако на 3 пати се спомне? Искрено не сметам дека тоа би било проблем, затоа што на крајот се брои по видот на мерки кои што се дефинирани од скан методологијата. Се размислува во насока на тоа дали имаме ние, например, чисто, ајде вака сега ќе демонстрирам преку една друга табела, ќе ја исклучам оваа. Нека ова беше тоа. Сега, во оваа табела се гледа класификацијата и, например... Не гледаме, Владимир. Гледаме. Знам, ете сега го споделувам. Например, тука стои мерка Incentivized Feed-in Tariff, каде што јасно ќе придонесе за зголемена интеграција на мали хидроелектрани, но истовремено тоа е мерка која што по својата природа спаѓа во генералните мерки и тоа е вид на мерка за да, кај Finance, само не можам да го видам. Да, тука. А во Biodiversity како ја рефлектирате? Според скан методологијата Biodiversity мерка Не, зборам за како SDG, за кој беше тој гол што е со природа и со biodiversity, во смисла како компромис помеѓу биодиверзитет и мали електрани. На тоа мислев. Кај водни ресурси се оценува. Сега видете, ние досега сме ги сработиле овие 3 сектори. Тоа е електрична енергија, транспорт и згради. И тука ќе се земе предвид дека малите хидроелектрани ќе го има тој ефект. Кога ќе се води по ценовните механизми, односно кога ќе се оценуваат генералните мерки, ќе мора да се води сметка и за тој факт дека тука се вклучуваат мерки кои што потенцијално може да влијаат на разградувањето на биодиверзитетот. Не е само тоа, значи кога дори еве вака, значи они кога имаат мерка, да речеме small hydro мерка и сега во скан методологијата за small hydro како митигациона мерка направена е една лепеза од 10-20 синергии по сите SDGs. И тука сигурно е идентификувана, односно компромиса во овој конкретниот случај, со тој SDG кој број сега не знам. И ние кога сме го оценувале таа врска сме рекле да, ова е релевантно за и самата скан методологија се грижи да за сите можни митигациони мерки ги опфати, меѓутоа ги опфати и сите можни синергии и компромиси што може да постојат.
Затоа се е опфатено тоа и влезено е сигурно во квантифицирањето на синергиите и компромисите на конкретната мерка. Значи тоа тука ние дали да утврдување на синергии не се можни синергии, ние не се бавиме со тоа. Тоа си е дел од скан методологијата и тоа го направиле експерти кои што ги проучувале митигационите мерки една по една и ги вкрстувале со секоја од 169 таргети на агендата 2030. И да, Значи, има, нема, ова е квалитативно ја опишува. Сега наше е, тоа море од врски квалитативно определени, го имаме, наше е сега тоа да го земеме и да го видиме што од тоа важи и за македонски услови е подмножество од сето тоа. И првиот чекор е да го извлечеме тоа мало подмножество од морето и понатаму да работиме на него. Внатре во него да квантифицираме, да издвоиме што ни е поважно, што ни е помалку важно и да направиме како некои можеби recommendations врз основа на квантифицираните синергии и трейд-оф за интегрирано носење политики. Ете тоа е ова. Значи ова уствари уште еден заклучок може да произлезе, треба да можеби да повеќе да внимаваме, да ги униформираме предлог мерките на јазик кој што го препознава оваа методологија. Да не биде тоа... Тоа е да, ако имаме еден на еден ние... Да, тоа е многу поедноставно да не измислуваме топла вода со измислување на... Да, со дефинирање на мерки со свое произволно име да ги крстуваме, нема потреба да ги крстиме, туку ако се веќе крстени, само да ги позајмиме тие имиња и да ги крстиме по тоа име што е меѓународно познато. Така е, за да гледај кога ќе користиме меѓународна номенклатура, многу полесни се, после можеш да се споредуваш. Затоа, да речеме, сега сме помудри, значи ова вежба ја правиме сега, можеби за следни некој, нели, анализи ова, ќе тргнеме од ваква номенклатура. Тоа не е проблем, значи технички е проблемот, кај нас суштински сесија е фатено и убави и митигационите мерки се одлично осмислени. Меѓутоа само технички е, да речем, заради споредливост со други извештаи, заради споредливост со агендата 2030, например, а ова е митигација, да имаме една терминологија која што ќе ни користи лесно да се споредуваме и лесно да користиме разни алатки. Така да, апсолутно поддржувам ова ваква препорака за понатамошно. Пале ова да се стави во презентацијата за Lessons Learned, ова што ќе има за case study за Македонија, за NDC Enhance. Да, секако. Во однос на моето прашање со транспарентноста, значи можеби би било најсоодветно таа првата Excel табела што ја покажа Владимир, на крај кога ќе биде готово се, да може да се стави на нашата веб страна и да може некој друг ако сака дополнително да истражува или да прави да... Не знам баш Пале тоа без предходни може само збрка да направи, ако е толку отворена да секој нешто се измислува па да си води собствени заклучоци. Не знам, ќе размислиме. Ќе размислиме, ама секогаш е трики такво преголемата отвореност, секогаш е трики за луѓе кои што немаат соодветна предходна база. Дали сметате дека ова алатка и овие анализи би можеле да послужат и во однос на стратегијата за климатска акција? Да ја видиме прво. Не знаеме каква ќе биде. Апсолутно, и таа стратегија која мислам ќе адресира ова синергија, ќе мора на некој начин да се вплете со одржлив развој. Може да нема конкретно во проектот, пошто не сум сигурна дека тоа им е во проектната задача. Меѓутоа, за понатаму дефинитивно е добра алатка и е можно со тоа што таа стратегија ќе опфати аспект нели на адаптација на финанси. Скан има ова е скан за митигација, они развиваат сега скани за адаптација. Така, тоа веќе друга работа. Одлично тоа е со НИПОД, со адаптација,
ако правиме scan action plan за адаптација и така натаму, апсолутно може уште на почетокот, кога ќе се генери... Еве сега да го, например, искористиме овој lesson learned и да кажеме, таму немаме, ама таму мерките да се, и македонските мерки, номенклатурата, да се користи према таа што е. Тоа пале да се сподели со меѓународниот експерт што ќе го изработува торот за National Adaptation Plan и да му се побара примена на скан методологија и во овој план. Да, може. Само да видиме до кога треба да биде готово тоа за адаптација, да разгледаме дополнително. Тоа за адаптација не е почнато. Тоа е ваш проект. Не. Алатката скан адаптација. Има некои идентификувани, не им се завршени. Таму потешко оди сигурно. Митигација комплетно. Гледаш, за митигација имат утврдено 982 врски. И сега секој, всушност, треба да ги провери тие 900. Прво, што од мерки му се релевантни, па после да оди и да проверува врска по врска што е релевантно. За адаптација и научен институт. Да, научен институт за одржлив развој, ете ти. Добро, да. Добро, благодариме. Прашање? Добро, поминавме од времето, ма добро, мислам дека беше корисно. Јасмина од UN дали не слуша и дали може би има некои прашања, коментари и забелешки? Кој? Јасмина Белчовска-Тасевска. Аха. Ама изгледа не слуша. Добро. Ке се координираме дополнително и со нив и со Ана, ако има нешто дополнително, па ќе бидеме во контакт. Ви благодарам многу на сите. Благодарност. Владимир и Наташа, фала. И Пале се разбирам. Конструктивните предлози и рефлексии на она. Се надевам пак заедно ќе работиме понатаму за уште подобро да усовршуваме и да применуваме слични вакви методологии во пошироко поле. Поздрав и од мене и умејте убав ден. Отлично, фала ви. Чао, чао. Чао. Пријатно.